Почитувани граѓани, почитувани новинари, успеавме и покрај блокадите и кочењето од страна на ВМРО-ДПМН. Парламентарното мнозинство, предводено од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ги усвои измените на законот. Минималната плата ја покачивме на 14.500 денари. Зголемувањето на минималната плата за историски највисоки 14.500 денари носат 5.500 денари повеќе кај работниците месечно или околу 60.000 денари повеќе на годишно ниво. За само 2,5 години минималната плата ја зголемивме 2 пати. Тоа е вистинска грижа за трудот на работниците. На вчерашната седница, јавноста уште еднаш беше сведок на деструктивното однесување на ВМРО-ДПМН, однесување против граѓаните и против покачувањето на платите. Откако претходно се обидуваа на различни начини да ги блокираат измените, пратениците на ВМРО-ДПМН вчера не гласаа за повисока минимална плата. Антонио Милошовски, Илија Димовски, Владко Ѓорчев, Љупчо Димовски, Весна Пемова се само дел од пратениците на ВМРО-ДПМН кои не гласаа на вчерашната седница. Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН е Никола Мицевски, воопшто и не присуствуваше на седницата. Толку од наводната грижа на ВМРО-ДПМН за граѓаните. ВМРО-ДПМН уште еднаш покажа дека е против секоја мерка што обезбедува повеќе пари кај граѓаните. Христијан Мицкоски, следејќи ги насоките на неговиот шеф Никола Груевски, делува против граѓаните. Опозицијската ВМРО-ДПМН е против поголема минимална плата, против поврат на ДДВ, против повисоки пензии. Затоа што е научена парите да завршуваат во Белиот дворец. Граѓаните ќе го ценат таквиот однос на ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски. Затоа на 12 април ќе им испорачаат нов, убедлив пораз и ќе потврдат дека концептот парите кај граѓаните е правиот пат, дека државата е на правиот пат.